Актуелниот сообраќаен режим е нефункционален, бавен, а на неколку места закочен и блокиран. Гласот на граѓаните е накочен и воопшто не се слуша, а проблемите се ставаат под тепих, поради што секојдневни се гужвите во сообраќајот, беше речено на пресконференцијата што ја организираше листата за советници предводена од коалицијата на СДСМ. Ваквата состојба директно е предизвикана од решението на Радко Димитровски за воведување на еднонасочен режим на сообраќај, без при тоа да се направи студија и сериозна анализа. Граѓаните со право прашуваат дали локалната самоуправа презема мерки за надминување на овој хаос. Одговорот е да. Во изминатиот 8-годишен период Радко Димитровски во 2 наврати спроведе набавка на луксузно патничко возило марка Volkswagen Passat во вредност од близу 30.000 евра, со што обезбеди поголем комодитет во неговите патувања, а сето тоа од парите на граѓаните. Почитувани сограѓани, на ова место веќе требаше да биде во изградба кружен тек. Граѓаните на одржаните форумски сесии, помогнати од швајцарската амбасада, го одбраа тоа за нивен приоритет. За жал, поради ниските капацитети на раководните луѓе во општината, предводени од Радко Димитровски, изградбата се уште не е отпочната. Алексов рече дека новата локална власт, посветено и со план, ќе се вклучи во регулирањето на сообраќајот со изградба на кружни текови, катни гаражи и мостови, како и изградба на улици. На пресконференцијата зборуваше и кандидатот за градоначалник Николчо Илиев, при што се осврна на состојбите во образованието, а ги повика граѓаните да гласаат слободно по свој избор. Ние нудиме визија за нашата заедничка иднина на Кочани. Наместо долгови на училиштата, време е за квалитетно образование. Време е за квалитетно образование, време е да инвестираме во квалитетна инфраструктура. Наместо јадници евра за непродуктивни трошоци, да инвестираме во иднината на нашите млади, во културата, во спортот. Затоа ве повикуваме масовно да излезете и да гласате за подобар живот. Не си го подценувајте значењето како гласач. Не се плашете од закани и уцени. Ништо не ви можат. И имаме историска шанса да гласаме слободно на фер и демократски избори. Паметно, со пенкало, да им кажеме збогум на дискриминацијата и на заканите. На крајот од обраќањето до јавноста, Илиев додаде дека време е за промени во позитивен правец, зашто граѓаните со давањето на довербата за него и на советничката листа од коалицијата на СДСМ ќе обезбедат реализација на проектите во наредниот 4-годишен мандат.